Тоа е една поразителна информација. Меѓутоа, за жал, за мене не е изненадувачка, бидејќи ги следам состојбите во градежништвото, вклучен сум во многу процеси, горе-долу ги познавам работите како се движат и аномалиите кои што се присутни. Меѓутоа, за една држава која што претендира да биде демократска, што поразвиена, која што е дел од Европа, мислам дека тоа покажува дека треба брзо да реагираме за да вакви пропусти не ни се случуваат. Тоа значи дека практично од стекнувањето на лиценцата, кога условите биле исполнети, не е извршена никаква проверка дали тие услови се уште компанијата ги поседува или не. И тоа е еден вид на малверзации што се прават при добивање на лиценци. Таквите компании после стекнуваат право да градат или да проектираат сериозни објекти и прашање е дали го поседуваат потребното знаење, ако оние лица чии овластувања добиле лиценца повеќе ги нема во фирмата. Па тука е еден друг момент кој што исто така е според мене еден недостаток во законот за градење, можноста да се вработуваат стручни лица со овластување на 2 часа работа. Тука се тргува со овластувањата, тие лица воопшто не се појавуваат на работа, туку едноставно своето овластување го продаваат во неколку фирми истовремено, без притоа да навистина учествуваат во процесот. Но за жал, 30 години кај нас наназад во државата, системот функционира на добрата волја. Или ако го земеме во предвид и исполнувањето на минимални технички услови, каде што оној кој што отвара ресторан, кафеана, било каков локал и така натаму, треба ние да му веруваме како систем на изјавата што ќе ја потпише. Кое што патем законска измена направена некаде 2008 година, мислам. Така што се остава простор за манипулација. Многу закони, како што каже почитуваниот професор, се донесени, јас верувам, за да ги олеснат процедурите, за побрзо да се стигне во одредена постапка до крајниот исход, односно побрзо да се започне бизнис да функционира и така натаму, побрзо да се средат состојбите во однос на основно образование, предшколска возраст и така натаму. Но де факто се покажало во пракса дека добрата намера, носејќи такви закони, некој ја искористил изминативе години за да ја злоупотребува, односно да го заобиколува законот. Затоа нам ни требаат и да има облигационо обврска секоја инспекција во даден временски период кога да постапува. Она што недостасува според мене, но треба се тука институциите да влезат и да проверат колку од тие годишни планови се во суштина реализирани во пракса.